Почитуван колега Стојановски, почитувани колеги. Пред нас ја имаме предлог завршната сметка за 2020 година, година за која и самиот министр кажа, кризна година, но јас ќе ви кажам, тоа е година која беше кризна година и се уште кризата ја чувствуваме, но со некризно менаџирање на финансиите. Во оваа година, за жал, за 2020 година, капиталните расходи кои биле планирани согласно последниот ребаланс, ке ги издвојам средствата, за 2020 година, значи биле планирани 320 милиони евра, за жал биле реализирани 260 милиони евра. Вие, колеги, сега доколку се одлучите да дебатираме, најнапред ќе се извадите на моментот дека станува збор за корона криза, но јас ќе кажам, еве и короната и денес ја имаме, но начинот на менаџирање и од денешна гледна точка, за жал, останува се уште неуспешен и неубав. Ќе ве потсетам на буџетот кој пред неколку дена зборувавме овде и го дебатиравме. Вие во буџетот за 2022 година ги имате повлечено сите средства планирани за справување со ковид кризата, но ставката за справување со ХИВ-СИДА средствата се зголемуваат. Ова е само еден пример да ви воочам на грешките кои постојано се прават за тоа како се менаџираат средствата кога станува збор за државната каса. Знаете, секогаш на почетокот на годината, кога се најавуваат буџетите, помпезно се најавуваат со тоа што се спомнуваат инвестиции, капитални расходи, значи се представува пред граѓаните една розева слика и повторно имаме ребаланси и на крајот на годината анализата ќе биде тоа дека, еве, и да се вратам назад на 2020 година, е тоа што 2020 година сме ја завршиле со домашно задолжување и во странство од 1,6 милиарди евра, сме ја завршиле годината со буџетски дефицит од 876 милиони евра. Зошто е тоа така и што се случувало во 2020 година? Сакам да ви кажам, оправдувањето дека ковид кризата е причината за такво нешто, јас не можам и не сакам да го прифатам. Зошто? Факт е дека пандемијата ни го смени комплетно животот. Владата преку вонредна состојба со уредби со законска сила донесе во тој период периодични карантини, разни протоколи за движење и социјализација на луѓето со цел бројките на ново заболени и починати да не одат експресно во нагорна линија, но и да набавуваат на сомнителни начини респиратори, ајде да се потсетиме за 2020 година, респираторни машини, медикаменти и оние далеку очекувани вакцини кои ги посакуваа луѓето. Во 2020 година, а и денес, имаме суперхерои, тоа се медицинските лица, но едно медицинско лице ќе го изземам од ова, а тоа е се уште актуелниот министер за здравство Венко Филипче. Нели аплаус му дававме на човекот, нели се мотивираше да се воведуваат одредени мерки кои ќе бидат доста поволни за населението, нели се оформи една комисија која даваше одредени протоколи и се уште ја имаме таа комисија на чело со Караџовски. И знаете, единствено што ми текнува за 2020 година, ми текнува дека во одреден период за Великден бевме заклучени дома, а после тоа се отворија широко вратите за народот да може слободно да излегува. Сватете ме како сакам и што сакам да ви кажам. Знаете, во 2020 година како се трошеа финансиите? Бевме обвинети од меѓународната јавност дека ги подесуваме бројките за ковид болни и од тогаш па и ви денес, ако сакате да се тестирате, знаете, од Скопје ве праќаат во Гевгелија на тестирање. Зошто е тоа така? Финансии се издвојуваат од буџетот за Министерството за здравство, а како живее народот, како се справува народот
со оваа пандемиска криза која ја имаме е навистина трогателно. Во 2020 година, знаете, тогаш сами правевме капи и калјачи за медицинскиот персонал, бидејќи медицинскиот персонал имаше потреба од донирање. Ама во 2020 година имавме еден фамозен заем од 90 милиони евра, со кој заем се изградија одредени модуларни болници, а кога ќе спомнеме за модуларни болници, знаете, единствената асоциација ни е кој ги изгради, Кочо Ангјушев, и што се случи со модуларните болници, продолжниот кабел е крив. Ама затоа имаме 14 бројка, ќе повторам, од 14 починати во трагедијата која се случи во Тетово. 2020 година исто така се одбележа со зеленило во активизмот, политиката и просторот. Почитувани, за оваа година биле планирани 1 милион и 300 илјади средства за аерозагадување, 300.000 евра, се извинувам, за аерозагадување, а во истата оваа година, замислете, 300.000 евра се помалку од предвиденото искористени. Зошто? Дали дишевме тогаш здрав воздух? Се беше ситуацијата во ред, па ние успеавме да заштедиме на ова? Или нешто друго се случило, со ребаланси и со одредени префрлања, па средствата отишле негде, бидејќи мораме на ова акцент да ставиме, но сериозен, не со префрлање на средствата од одредени ставки во други и на крај патот да им се изгуби на финансиите, да бидат потрошени, а аерозагадувањето, квалитетот на животната средина да ни биде на многу ниско ниво. Знаете, со извештајот од Европската комисија, во поглавието 27, за таа година ни се дадени куп критики за административните капацитети, за неспроведување на законите и слабиот напредок кон аерозагадувањето, особено кога најголемите градови се тркаа на светските листи во дисциплината загаденост, за жал. И сведоци сте, мислам дека ќе ви текне, Скопје беше еден од лидерите на загаденост оваа година, а и следните. Сега, што се случува? Какво поправање ние имаме? Финансиите се трошат, а во истото поглавје и оваа година сме критикувани дека, нели, резултати на подобрување немаме. Што се случува во периодот јануари-март 2020 година? Имаме во тој период само буџетски дефицит во износ од 7,4 милијарди денари или 120 милиони евра, што представува во тој период од 3 месеци, намерно го издвојувам ова, заради тоа што е тој периодот кога не сме во ковид криза, тогаш имаме буџетски дефицит од 120 милиони евра, што представува 42,6% од вкупниот планиран дефицит за 2020 година. Ако ние во тие 3 месеци, кога сме немале пандемија, сме оствариле толков голем буџетски дефицит, навистина можеме да замислиме што се е менаџирано, правено понатаму, нели, за да ја завршиме 2020 година така како што ја завршивме. Приходите во буџетот ви се секогаш преоптимистички планирани. Јас знам многу често да кажам, на таков начин се планирани, посебно даночните приходи, да може на народов и данок за дишење на загаден воздух да им вметнете, ќе им вметнете. Но да не давам многу идеи, тоа може и да го направите. Не се намалиле надоместоците за државните функционери, патни трошоци, дневни трошоци. Зошто? Памтите, од март месец, кога се прогласи епидемијата, ние имавме онлайн далечинско учење, далечинско работење од далечина. Што се случуваше тогаш? Единствено популистичко од ваша страна беше моментот кога, знаете, најавувавте одредени пакет мерки,
кои на каков начин дадоа тие приход во секојдневието, тоа е една голема тема за дискусија. А од друга страна, луѓето седеа дома, а имаме зголемување или голем број на патни трошоци, дневни расходи, трошоци и така натаму. Што сметам дека е многу неисправно. Знаете, многу бевме во темнина и се уште сме во темнина кога станува збор за информации од страна на владата, на тоа на колку компании, колку вработени им беше исплатена мерката поддршка на исплата на плата од 14.500 денари. Темница, колеги, од информација. Дали во ова транспарентност ке има и да има бројки од ваша страна? Простете, но не можеме да веруваме, заради тоа што сме сведоци на секојдневно манипулирање и за жал, јас овде навистина морам да дадам таква констатација дека не сте за верување. Мерките од друга страна пак кои ги дававте и нивното имплементирање беа избрзани и доста неплански. Верувам дека сте сведоци за тоа дека голем дел од ваучерите се препродаваа за тоа што народот е сиромашен. Народот е сиромашен, ќе повторам. Знаете, парите за развој се намалуваа во 2020 година и со 853 милиони евра власта планирала тогаш да ги потроши и ги потрошила на тендери, привремени вработување со цел таа година имавме и избори и нормално сето тоа оди во правец од ваша страна, добро испланирано за изборен подкуп и исплата на патни трошоци. Во буџетот за 2020 година не сте испланирале средства и тогаш немало средства, а сега ќе искористам можноста да ви кажам дека се е причинско последично нештата што се случуваат, е тоа дека Чебрени Галиште, ниту пак за ТЕЦ Неготино биле издвоени средства во 2020 година. Во 2020 година со самото предвидување на буџетот не сте издвоиле, нит пак сте реализирање за нови проекти во секторот за користење на природен газ. И како што кажав, за животната средина, да не коментираме, тогаш во тој период буџетот е под 1%. Знаете, ветувавте премногу, но еве морам да се задржам и на делот за образование. Во 2020 година, од 11 март оваа година, мислам 2020 година, предизвиците започнаа на наставниците. Од 11 март, кога се затворија училиштата, и тие предизвици траат и ден денес. Значи, имаме пандемија во која образованието главно се одвиваше преку учење од далечина. Во Македонија, според искуствата и истражувањата, имало куп предизвици да се спроведе дигитализацијата. Далечинското учење сите ги фрли и ги фати да бидат, ги фрли на колена и ги фати да бидат неспремни. Проблемот со интернетот, како да се користат одредени алатки, како да се спроведе квалитетна настава и да се оцени објективното знаење на учениците, беше голем предизвик за 2020 година. Како заврши 2020 година со буџетот? Со тоа што 5,2 милиони евра се скратија во делот за основно, средно образование и нормално во делот за инвестиции во образованието. И на крај, знаете како, кога станува дел за образованието, не научивте дека ненормалното е нормално. Да не спомнувам дека во тој период, во таа година, биле одредени финансиски средства издвоени за Бирото за развој на образованието, Министерството за образование и ХЕРА за имплементација на сексуално сеопфатно образование во училиштата. За тоа двоиме средства, почитувани колеги, и
Она што е интересно за 2020 година, а и самава оваа завршна сметка, е тоа што какви лица ни го раководеа Министерството за финансии и самото тоа ќе видите колку честност има во оваа завршна сметка и дали таа е исправна или неисправна, а тоа е што 2020 година на почетокот министер за финансии била Нина Ангелевска, па јас ќе ве потсетам, низините 250.000 евра беа повлечени навреме од Евростандард банката, а таму се случи затварање на оваа банка и голем дел од граѓаните останаа без своите финансии, но исто така и без работни места. Па, почитувани колеги, на крајот, на самиот крај. Власта за 2020 година потрошила повеќе од 4 милиарди евра, повеќе од 2019 за 200 милиони евра, а дали во 2020 живеевме подобро од 2019? Не. Сега повторно ќе имаме трошење многу повеќе на финансии, но исто така не живееме ни во 2021 година. Ние ни денес не живееме така добро, како што заслужуваме, ама, еве, вие сте за жал се уште на власт, а многу убаво секојдневно гледаме како ја одржувате власта, но веќе на јавноста и е јасно дека единствено нели со криминал, корупција и киднапирање се функционира во оваа држава и добро е што сум јас тука, а и вие гледам дека сте тука, па можеме да дебатираме во секое време и се надевам дека нема да бидеме спречени во дебатата. Ви благодарам. За реплика се пријави пратеникот Панчо Минов.